Без глас на опозицијата во Собраниската законодавна правна комисија во прво читање помина предлог законот за лични карти. Со предлогот се предвидува новите лични карти да се усогласат со законот за јазици и со уставот. Односно, иако службен јазик во Македонија е македонскиот јазик, во личните карти на граѓаните кои се над 20%, податоците ќе бидат испишани на македонски, англиски и мајчиниот јазик на жителите кои се над 20%. Досега тие имаа ваква можност, но само доколку тоа го побараат, а сега тоа ќе биде автоматски овозможено. Новитет е и тоа што лицата кои се под 20% ќе можат да побараат во нивните лични карти податоците да бидат напишани на нивниот јазик и писмо. Од опозицијата реагираат зошто токму сега се расправа за ваков предлог закон, бидејќи години наназад праксата во собранието е кога се расправа за буџет, дебатите за другите закони да бидат во мирување. Пратеникот Пренџов вели дека власта знае дека буџетот е тенок и ги актуализира овие теми. Буџетот е многу клизава тема за власта, буџетот се реалните проблеми, буџетот е ветувањето за живот, во буџетот се разочарувањата од животот и сметам дека тоа е темата за која што највеќе треба да разборуваме, но се разбира медиумите и јавноста имаат право да ги следат сите теми кои што се натураат во Собранието на Република Македонија и вештачки се подигаат на едно високо ниво за кое што сметам дека не му е таму местото. Биле дека засега нема да го коментираат законот, оти чекаат да дојде второ читање, каде јасно ќе бидат дадени контурите на истиот. Од СДСМ пак велат, законот е важен и треба да се дискутира за него. Објаснуваат дека со него се затвараат некои прашања од законот за јазици. Имајќи го во предвид и законот за употреба на јазиците, Уставот на нашата држава се наметна потреба да од измени и дополнувања и до прецизирање фактички и терминолошко согласување некој со законот за употреба на јазици. Инаку, покрај другото, во законот се предвидува на новите лични карти да стои новото уставно име. Старите лични карти, на кои се уште не има истечен рокот, ќе важат до 12 февруари 2024 година. Инаку, измените на законот за лични карти беа актуелни и кон крајот на минатата година, кога БЕСА, која е коалиционен партнер на владата, поднесе предлог закон за лични карти, во кој требаше да стои и етничката припадност. СДСМ даде зелено светло за законот, но партијата Левица поднесе 1500 амандмани за да го плакира предлогот кој остана заглавен во собраниските лавиринти.